Сметам дека овие книги се сепак малку на едно повисоко ниво на истражување, меѓутоа оние кои што имаат основна обука, односно знаење од економијата, ќе најдат доволно мотиви и причини, можеби, посебно оние од научната фела, од академската фела, да ги земат оваквите податоци и мои аналитики како подстрек за идни понатамошни продлабочени истражувања во фелава. Затоа што лично сметам дека навистина областа која што третирам долго време беше игнорирана и маргинализирана во рамки на научната фела. Она што е значајно и битно во овие три книги се однесува на финансискиот разработка на финансискиот систем на глобално ниво, меѓутоа и на макроекономско ниво во Република Македонија, и неговото значење е секако давањето на определени насоки кои што ги дава авторот на овие книги во однос на движењето на финансискиот систем во Република Македонија и во однос на влијанието на финансискиот систем врз макроекономската стабилност и понатамошен макроекономски раст и развој во Република Македонија.